Решението на долгогодишниот спор за името на Република Македонија со Грција е на повидок. Ако се земат предвид сите најави и предвидувања дека тоа треба да се случи во првата половина на 2018 година, останува уште да видиме кој ќе биде исходот од средбата на медијаторот Метју Нимиц со преговарачите на двете земји или крајно кој ќе биде компромисот за да се одблокира патот на Македонија кон Европската Унија и НАТО. Со оглед на тоа дека во сите досегашни изјави на релевантни представници се нагласува дека за да се постигне решение за некој проблем потребен е компромис. Останува отворено прашањето што ќе изгуби, а што ќе добие Македонија по овој компромис. Последната од низата најави дека во првата половина на наредната година може да се очекува решение на спорот со името доаѓа од еврокомесарот Јоханес Хан, кој вели дека очекува да се најде политичко решение со Грција за отворање на преговорите со Македонија за членство во Европската Унија. Сега имаме прозорец на можности до средината на следната година, кога почнува изборната кампања во Грција. Се повеќе се разбира потребата дека политичко решение мора да се најде, вели Хан во интервју за австрискиот весник Wiener Zeitung. Како добар знак дека наскоро може да се очекува двете земји да најдат решение, Хан ја истакнува и подобрената политичка клима меѓу Скопје и Атина. Односите меѓу Грција и ПРМ се многу подобрени, благодарение на активните напори на новата влада во Скопје, изјави Хан, додавајќи дека и кај владата во Атина има волја за изнаоѓање на политичко решение. Хан подсетува дека Европската комисија досега даде 9 препораки за почеток на преговорите со Македонија. Истакнува дека и државите членки на Европската Унија сега сваќаат дека земјите од Западен Балкан мора да имаат јасна перспектива за евроинтеграција, за да се обезбеди долгорочна стабилност во регионот.